Тоа се вика спортска менструација. И е сосема нормално кај жените кои што се надпреваруваат. Спортска менструација е да е намалена или да некогаш се прескокне. На тоа мислиш? Тоа некогаш е кога си непосредно пред надпревара. Да не се случува тоа е кратко, чест. се работи за денови, Така, збориме во текот на годината треба да добиваш редовен циклус. Многу би сакала на Олимпија аматер да излезам некош. Не знам на кај ќе ме води патов и како ќе се натерам, меѓутоа тој кондишнинг што се бара таму е нечовечки. Имаше случаеви кај што и во оваа нашава лига така што луѓе умираат за да дојдат до некој ненормален кондишнинг, пијат диуретици, некои комбинации луди, така натака, највише од тоа се умира. Категориите, еве конкретно во мојата во боди фитнес, јас ќе зборувам за нејзи и за другите категории, што искрено ми се допаѓа бидејќи жената треба да е жена. Значи, колку и да е тоа тестостеронски спорт и да се креваат тегови се, жената сепак треба да е жена и да се задржи некако. Да се задржи дури во бодибилдинг, да, затоа што малку е too much, не знам. Најпоследново настапче. Ивент. Настапиште. Ја нешто прочитав светско. Да, светско. Ама знам дека постојат многу категории, многу различни федерации одржуваат различни нивоа на светски и европски. Ај подобјасни ми што точно е последново настапиште што го имаше и бар од објавите ми делуваше дека си задоволна од тие настапи. Така. Па прво тој да го поминеме. Значи јас се надпреварувам за IFBB федерацијава, која што е една единствена најдобра федерација во цел свет. Таа си е поделена на NPC америчка, така се подели пред некој известно време и IFBB европскава или IFBB Elite. International Federation И како е или и како и? Како ај. International Federation of Bodybuilding. Затоа знам става најпозната. Урано беше тоа, нели, сите што се такмичеа овие најпознати светски бодибилдери. Од Арнолд навака. Да, само што ти имаше една кавга меѓу нив каде што се подели федерацијата, точно сега не знам. Джо Вајдер со некој се подели. Со Рафаел Сантуја е председателот на европската. Он си се повлечен или во Европа, то порано немаше настани во Европа воопшто никакви, значи за да се надпреваруваш треба во Америка да одиш. Па нели Арнолд пребегува. Да, така беше, да, апсолутно. Сега веќе федерацијава сериозно се ангажираше, мислам, многу е моќна федерацијата и направи сериозни настапи европски многу добри. Едно од нив е IFBB, светското првенство, World Championship, кој што се одржува секоја година во Санта Сузана, Шпанија. Истото место секогаш? Истото место со неколку пати исклучок направија, лани го направија во Кореја, мислам. Што е интересна варијанта, сега нареднава нешто најавуваат Јапан, што исто интересна варијанта, ама не е интересна од практични причини. Од логистички аспект. Они сакаат да се шират публика, ама тоа е реално така 12 сата лет. Да, меѓутоа тоа само азиските земји би го поддржале како такво и како понормална дестинација, а цела Европа, другиве земји е многу тешко. На диета да се патува толку е нешто ненормално. На што си размислува атлета? Значи, ова е светско по секој можен стандард. Да, по секој можен стандард, да. А идете како репрезентација таму? Да, како репрезентација. Тоа ми беше интересно. Ја често го замислував преиндивидуалистички спортот на бодибилдинг. Колку да индивидуално не е толку само, нели, толку себичен спорт, да кажам, сепак да функционираме како репрезентација, ние имаме IFBB Македонија.
И сега вие си одите како национална федерација таму, да. колку члена екипа? Тоа зависи како од се колку решава? луѓе ќе се пријават таа година. Оваа година ние бевме малку, бевме 6 или 7 натпреварувачи, мислам. Стандарди за да влезеш некој? Вкупно или Вкупно? утвоја категорија? Не вкупно, Добре. вкупно во различни категории. Бевме 2 жени и другите беа машки. Океј. Лани бевме само 2, меѓутоа јас не бев на светското првенство, јас бев на светскиот куп. Океј. Бидејќи тие се подели на 2. Малте не е истото, значи како некогаш се одржуваат и во истиот период на истото место, а некогаш се делат така во различни земји за да ги поделат малку категориите, бидејќи е многу големо. Значи имаше над 2000 надпреварувачи, тоа не знам, тоа не е точна бројка. Браво. Категории, Да, дисциплини. на пријавувањето, бидејќи има регистрација ден пред да почне целиот настан. И како стигаат атлетите, дали некој стигнал ден предходно, зависи како имало летови, тоа е, не знаете Хаос. каков хаос. Значи се чекаат и ни редици вака, и ни колони, како во војна да си леп да чекаш. И резултатите од тој настап какви беа не знам, впечатоците. Резултатот, како резултат, јас бев 7 место, влегов во први 10, што е реално, кога ќе размислиш вака подлабоко, е голем успех. Тоа е последната постава. Да, Така тоа кога искачаат на крај. Да. Значи тоа е стварно многу голем На успех. светско толку, ниво. На светско ниво. Финале. Да, на толку големо, значи надпреварување. Меѓутоа моите очекувања беа поголеми. Стварно. Да, и очекувањата на мојот тренер и воедно председателот на нашата федерација бодибилдинг, бидејќи оваа година се соочивме, јас знам дека постојат вакви работи цело време, некогаш судењето е многу субјективно и не се пратат некои стандарди и протоколи кои што треба да се пратат на вакви настани. Излегува од контрола. Можеш Понекогаш. пример да дадеш некој? Да. Исто и на Арнолд Класик бевме предходно, се случи истото, меѓутоа за Арнолд Класик пак ќе кажам дека е куп и дека таму може да се постават стандарди, да речеме да бараат малку по хай левел на кондишнинг и тоа е сосема во ред. Меѓутоа не е во ред да ги менуваат тие стандарди секоја година или секоја сезона. Јас сум се спремила за боди фитнес категорија. Мојата категорија има одредена рамка како треба јас да изгледам. Треба да биде да имаш V-shape. Нормално. Да, значи тоа е како да кажам големи рамена, тесен струк, изразен грб. Треба да си на бодибилдинг јазикот одран, а на шредат, да. Одран, Треба да си истенчен. сепариран, да, треба да има сепарација, меѓутоа не толку голема сепарација како во бодибилдинг или поточно таа категорија се вика сега women's physique. Бидејќи мора да се разликуваат една од друга, сепак треба да се запази она женственост, треба да имаш облини, меѓутоа не треба ништо да штрчи, да се издвојува, да има се некоја како во велнес категоријата, каде што таму задникот и бутините се енормно големи, треба да излагаат од целава рамка. А тука се Ама па тоа се оценува таму, тоа се веро. оценува, така треба да изгледаат, тие атлети треба така да изгледаат. А у твојата категорија вајда не треба како Да. Hulk да се. Арно, Да, а и во оваа IFBB елит федерација направија малце ги симнаа стандардите за кондишнинг на атлетите, бидејќи Извини, можеш ли да објасниш кондишнинг што е бодибилдинг светот? Не верувам што дека луѓе значи? знаат да. Значи кондишнинг е А често се расфрлаат и на клипови кои гледам. да, кондицијата како колку боди, не во проценти колку боди фет имаш, бидејќи тоа не се гледа, никој не те пипа, никој не те прашува Да, тоа. не те мерат. Туку колку е телото, значи со низок процент на масти, колку е се сепарирани мускулите, значи треба да си онака екстремно многу одран, како што викаме ние, баш и што обичниот народ би ме сватил. Значи висок кондишнинг како Висок услов би кондишнинг, представувало да си Чистина. шредет. Чистината на, да, Што по масал мес и што по чист уство. апсолутно, значи да имаш Најтешката комбинација. доволно Сива и маса, кожа да се гледа. доволно маса колку што бара категоријата, да си исчестен доволно толку колку што треба,
да немаш да не си заматен, нели кога ќе видиме некои надпреварувачи што немаат толку зрели мускули, што се помлади, им се позаматени малце. Аха. Целата сепарација е поматна, не е толку чиста. Така, така. Ете, тоа во превод Што би рекле на лаички анатомија да учиш на неа. Да, формата треба да е стак. Мускулни Во влак. превод, да, мускулни влак. И обично у тоа категорија тоа не е премногу фокусиран акцент да се бара, па сега го смениле или како, не те разбрав? Па не треба да е кондишенингот, не треба толку оштри да сме, како Океј. оштрината на самите мускули, на самата сепарација не треба да е толку голема, висока како во women's физик. Океј. Затоа што кога ќе ги ставиш тие едни атлети на да речеме women's физик и body fitness, тие вака по големина може многу да се слични, може да некој нормален човек не може ни да распознае што е што. И сега тој како лаик рече овој е поише мускули има, овој. И така судиите искача како аматерско целото гласање, не знам како да објаснам, Недоволно професионално. Баш кај што ти си се спремал цела година за тој настан, претходната година јас сум била четврта на Арнолд Класик, значи во првите 6 атлети, а сега вадам 3 пати подобар кондишенинг, неколку кила повеќе мускулна маса, и они ми викаат дека јас сум мала. Јас бев мало бебе, јас кога излегов, кога ги видов другите жени, не беа жени. Тие беа мажи. Значи, кога јас се чувствував како сум во некоја машка категорија. Значи, Затоа како викам, мажи на штикли. Кои се критериумите за да влезеш во категоријата кога се пријавуваш на почеток? Има ли некој што делегира ти кај тргна оваа категорија, назад, као вие други, women's физик? Тоа е работата што ја дискутираме сега ние како атлети од страни, искусните суди, што веќе јас долго време се такмичам, ме знаат многу суди, значи не знаат кога ќе излезам на натпревар, кој какви успеси има, каков напредок. Најважно од се што јас имам секој пат се повеќе и повеќе напредок. Никогаш не сум се појавила во последниве 2 години полоша од претходниот пат. Подобра форма од претходната си. Да, и затоа тука малце се збунивме. Оваа година имаше и на европско, така и на сите надпревари малце треба и среќа. Кој ќе ти суди, кој судиски панел ќе се погоди, како ќе се одвива надпреварувањето, дефинитивно некогаш можеш да си во полоша форма, да освоиш прво место, а некогаш може да си во најдобра форма и тука лежи фрустрацијата. Јас, например, кога знам дека не сум поради X причини, некогаш наоставно телото не може да издржи, си имал приватни проблеми, не ти одела подготовката така смут како претходно и едноставно сум знаела дека е така, никога ќе си заслужам некое место, тоа е тоа. Си го прифаќаш. Сум си го прифаќам. Ама кога знам дека сум дала се од себе и сум била подобра од претходниот пат, малце фрустрирачки и тоа беше проблемот тука и европската шампионка, која што беше лани, не лани, април, јас лани викам, ама се јавеше тоа. Ние сме во контакт, се дружиме, се запознаваме, се среќаваме на други надпревари, после таа дојде тука на нашиот Diamond Cup. Не знам колку сте запознаени вие со ова надпреварување. Чисто се навраќам вака напред назад за нешто видов на социјални мрежи. Diamond Cup се одржува веќе 4-та или 5-та година, сега не ме држате за збор, го прави нашава IFBB федерација. Е голем настан, бидејќи во една категорија има некаде и по 15 атлети на бина, што реално сега јас во мојата категорија имав 19. На светско. На светско, ова е на европско ниво. Да. Бидејќи доаѓаат од цела Европа луѓе. Првата година пред короната во мојата категорија имаше скоро 15. Јас кога ги видов, буквално не очекував дека Македонија, ама па летовите се многу лесни. Луѓето си гледаат каде имаат настан, многу убаво е организирано, ептен, мислам, на ниво баш европски како што треба. И многу ми се допаѓа што имаме 2 вакви настани и што тоа многу убаво оди. Се среќаваме сите тие атлети, како се течат надпреварите, они си гледаат, тука ми е европско, тука ми е светско, сега тука можам да се такмичам, дополнително на овие настани се делат и професионални карти, прокарти за професионална лига, кој ќе освои си има нели критериум како. Ќе мора после да те потпрашам за тоа. Да. И со европската шампионка се среќавате на Европската шампионка се Diamond среќаваме.
Јас се такмичам во две категории, таа истата, само што едната е сениори, другата е мастерс. Во превод сениорите се од 23 нагоре до 35, а Така. мастерсот се од 35 до 39, па имаш од 39 до... Тоа сите па, спортови да, има. да, Заклучивме. да. Зависни категории. Сега јас Ти си у најтешката, предпоставам. 36 до 35 до 35 до 38. 39, со тоа што Таза откажан. мова ми е последно од наредната над 40. Во февруари ќе подам 40. Таа како се вика категорија? Исто мастер, само си има години. 40 до 44 да речем. Мастер Да. 40. Ама пак можам и во сениори да се такмичам цело време, се додека јас се Таа осеќам дури ти држи формат. премна. И што е најинтересно од се, јас цело време правам резултат подобар во сениори отколку во мастерс. Не. А би требало потешко да е таму. Па е потешко затоа што се млади, имаат 10 години помлади од мене, 15 можда. Судиите ли се различни зошто? Не Како си можам го да разберам. објаснуваш ти тоа? Не можам да разберам. Стварно, јас единствено го објаснувам вака, дека мастерсите, јас борев со нашата надпреварувачка Марија Божиновска, не знам дали ја знаете, она освои Арнолд Класик. Не знам која година. Аха. Сериозна атлета, она е професионалка, про, сега не се такмичи, живее во Шпанија. И она баш тогаш ми викаше, леле, ако ќе излезам на мастерс, јас како мало дете се чувствувам. Тие се искусни такмичарки, кои што се зрели, вежбаат многу долго време, имаат многу зрела мускулна маса и се мислам дека многу поквалитетни, веќе изградени спортисти и се повеќе. На Арнолд Класик имаше 36. Тоа беше лудило и Бобан Ѓуровски, председателот наш, вика, од каде излегоа теткиве, вика, што полудеа толку? Тетки. Вика, јас очекував дека помлади ќе има ова не, и после не можеа да не стават сите на една бина. И не Ајде. разделија во две групи, мислам дека висински, да, висински, во две висини не ставија, високи и ниски, така некако не направија, пошто тоа беше импровизација, мораше одма и вечерта се реши така или дента се реши така и не поделија во две групи. Про карти. Како, сега дека го кажа готово, ми остана у глава. Прво, што значи, кој е тој услов што треба да го задоволиш, за да можеш да си побараш прокарта? И што значи тоа веќе понатака од како ја имаш таа прокарта? Тоа е сериозна обврска и сериозна титула со која што треба да се носиш понатака. Јас имам прокарта оваа година освоив на Diamond Cup Скопје. Во двете категории бев апсолутна победничка. Тоа значи во превод. Кој ќе бидеш апсолутен победник во едната категорија, што значи имаш кај нас беа мастерс и сениори. Јас бев и во едната и во другата прво место и после кога се состанавме сите, јас бев како апсолутен победник. А ако си се надпреваруваш на поголемо надпреварување, конкретно во сениорите на светско, па ќе се вратам назад, имаше 6 категории. Значи тоа е до метро... Сега не По може висина се? По Сина? висина. Не се по тежина? Не. А, До интересно. метро не знам 50 и не знам колку. После над метро 50 и колку. После има над 163 до 163, над 163 и јас сум таму над 168. Па логично, да, највисоки. уствари. Да. По висина, И да. одредени квоти во тие И се категории, сите првите. први од сите категории, после загуваат за апсолутно. Тие се споредуваат за апсолутен победник на надпреварот во категорија Body Fitness. Добро. Така, Као pound for pound number one. тој што ќе освои апсолутна награда, тој зима прокарта. И после што значи тоа дека има прокарта? Одиш во професионална лига и немаш право веќе да се такмичиш во аматерска лига. Постои и други лиги сега. Да, значи ти не мора да ја прифатиш, таа прокарта ти важи година дена. Мене картата ми е до ноември 2024. И Како треба јас да- дали ќе активирам. Се ти можеш да одиш на овие што освајаат најболи на свет, мистер Јас Олимпија? можам уште 40 прокарти ако одам на надпревари да земам. Така?
А Со про картата на Мистер Олимпија се оди? не. Не е тоа. Тоа е друго рангирање, тоа е скроз нешто Тоа е друго. level ко up. Level влезница, up. ова е ко влезница за Да се бориш за да идеш Тоа на е Мистер за Олимпија. EFBB Elite Pro. за други елитнава типови на лига. митинзи. Аха. Професионална лига, Кај тоа што значи има кај валјда и што парични награди. А за кои Мистер ти- Олимпија како има се стига? дефинитивно парични награди во секој надпревар е тоа. Во првите 3 места, што е добро. Тоа се квалификуваш на Преку Арнол Класик ако ако освоиш се преку така. префрлиш на NPC надпреварите, Олимпија аматер Олимпија. има, Добро. која што се одржува и тука, и ако се квалификуваш со бодови, со место за таму, треба да одлучиш дали се префрлаш во NPC. Тоа е другата федерација уствари. Да, таа што се овие се Во подели, Америка. сега тоа е NPC. NPC кога ќе се одлучиш нема враќање во Да те Ваму. примаат назад. не те примат. Тоа е овие Фил Хит и компанија што се Тоа е. Се тоа е. квалификуваш за Олимпија и одиш по тој пат. Тоа не е као врвот на планината. Тоа Во е билдингот? врвот на планината, меѓутоа јас имам мислење едно за тоа, многу почитувам и многу би сакала на Олимпија аматер да излезам некојаш. Не знам на кај ќе ме води патов и како ќе се натерам, меѓутоа тој кондишнинг што се бара таму е нечовечки. Сега во овој момент. Имаше случаеви кај што и во оваа нашава лига е така што луѓе умираат за да дојдат до некој За ненормален чистењето? кондишнинг, пијат диуретици, Мгм. некои комбинации луди, така натака, највише од тоа се умира. Да, знам. EFBB Elite ја симна малку го симна стандардот на кондишнинг и постави некои услови во категориите, еве конкретно во мојата во боди фитнес, јас ќе зборувам за нези и за другите категории, што искрено ми се допаѓа бидејќи жената треба да е жена. Значи, колку и да е тоа тестостеронски спорт и да се креваат тегови се, жената сепак треба да е жена и Да се понекогаш задржи да некоја се граница. задржи дури и во бодибилдинг, да, затоа што малку е too much, не знам. Е. Како не, да. Сепак здравието е пред се и треба тоа да се гледа, поготово што тука и вмешан и Олимписки комитет ги поддржува федерацијава, бидејќи има и такви некои атлетски дисциплини како фитнес категоријата кај што се тие во изгледот се како мене, како боди фитнес, меѓутоа имаат и точки акробатски. А, Да, знам. Да. текнува, да. Имаше еден многу убав квоут на еден од твоите постови и сега ти го имаше на англиски пишано, ја пробам да го преведам, преведувајќи ќе го уништам, ама друго ми е поентата. Затоа што многу ми се свиѓаше. Твојата цел не е тоа што го правиш, туку е тоа што се случува со другите додека ти го правиш тоа што го правиш. Апсолутно, да. Со други зборови, сакала или не, инспирираш други. Точно. На еден или друг начин. Не сега ти си и тренер исто така. Значи ти да. на уште па и ти си тренер и ти знаеш како изгледа да директно влијаеш во квалитетот на животот на другите. Со самото твое дело и настапи и што правиш ти со твоето тело, which by the way, уметност, ќе влеземе у тоа, инспирираш други. Ама, што е нешто што сите тие други што можеби се мотивирани од тебе, што се инспирирани од тебе, не го знаат? Што е лошата страна на која што може треба да внимаваат за некои што се одлучиле да тргнат по патов што ти си го трасирала веќе колку години се занимаваш со спортов, сигурно 20 години. Така што ја многу сакам кога некои што се толку многу искусни во спортот, сите грешки ги имаат направено Буквално. и да се обидеме со искуството наше, не да ги демотивираме наредните, Апсолутно. да дојдат, да ја пратат, да ги надминуваат границите, ама сепак реалноста е таа, сигурно има и лоша страна од овоа. Секој професионален спорт има Да, лоша пробај да ги донесеш на површина некои од лошите аспекти што можеби не ги знаат луѓето и како си ги справила, на што да внимаваат ако се решат на оваа кариера.
Значи, како тренер, јас вежбам и со рекреативци, пред се најмногу со рекреативци, тука лошите страни се дека луѓето сакаат се да направат преку ноќ. Достапни се информации на интернет многу кои што се 95% нерелевантни. Тоа е цела наука, фитнесот, знаеш Жарко, значи од физиологија, анатомија, суплементација, хемија, стероиди и ред други работи кои што следат со било кој спорт. Луѓето имаат идоли кои што ги пратат на социјалните мрежи. Мислат дека, поготово младиве, мислат дека можат да станат тоа што се тие атлети преку ноќ. Тоа се градени атлети цел живот, 20 години, 10 години, 15, сериозен стаж, многу грешки и така натака. Сите знаеме дека дури да смениш телесна рекомпозиција на телото да направиш, ти треба минимум година дена, да не се лажеме. Дури операција да направиш, ако не пратиш протокол со исхрана и со тренинг, ти пак ќе се вратиш на истото. Значи, тоа е голем процес, не може да се убрза со ни еден суплемент, со ни еден стероид, со ни еден анаболик, со ништо. Само можеш напротив да се уништиш, да си го уништиш здравието и после понатака џабе е се. Значи, нема ни вежбање, нема ни апсолутно ни некој не можат ни рекреативно веќе се бават. Друга работа, она што е што го викаме ние сите спортисти и професионалци, прогресивно оптеретување, има зашто се вика тоа така и треба да се оди прогресивно. Не можеш ти да дојдеш на свој 20 години, 16, 17 и веднаш да станеш пауерлифтер или да ставаш по 200 кила, која ти е поентата, која ти е целта, за кај ќе се спремаш, кој те учи, кој ти е тренер, не можеш од интернет да гледаш, има протокол, периодизација на тренинг, тоа како се работи. Треба да си ангажираш професионалец или да учиш од професионалец и треба тоа постепено, паметно, бидејќи ако направиш повреда, за цел живот ќе се унаказиш и готово веќе кариерата, ако планираш да градиш кариера како спортист, ти се уништува, а ако сакаш да бидеш како рекреативец, веќе ти нема да траеш. После си имаме дегенеративен процес на тоа што ти се случило, ќе се влоши уште повеќе и едноставно нема да можеш да вежбаш. Може ќе се откаже. Може ќе се повреди. некои не можат после ни да работат, ни да седат, тоа знаеме сите за дискускирни, да ни прават. Цел живот само тоа ќе биде, јако бев у теретана, тоа тегови лоше. Да, и нема потреба, мислам, тие се лошите страни кои што јас... Мислам дека не се проблем овие идолија што ги збориш. Да, Тие добро, идоли што се 10-20 години, самите ќе ти кажат дека сум 10-20 години ово. апсолутно. Проблем се оние Многу компоновани. quick fix. Слушај, ја јам за 3 недели, остаја овие 20 години тој, јас ќе го скратам пат. Еве ги трите вежби за долг живот. Томачни за 21 ден. Тие се Еле, проблемот. Тие кои ќе ги видам надписи. Челенџи, знаеш, и мене ми се дига косата, Да. и ова што ми е станала. Тоа е проблемот и тоа е канцерот у фитнесот. Апсолутно, да. Овие идолеве кои идолите е добро се збора. Имаше, гледав некој на Инстаграм, The God of Hormones. Леле. Не знам што, после кој ќе ги отвориш профилите, 25 годишни луѓе. И јас само имам да им кажам, роди се прво, цицај, порасни, Така е, немам тоа, немам друго што да му кажам. Треба сериозно искуство и нема за фрканција и играње со хормони. Апсолутно во никој тоа случај башка. тоа е, значи, поготово што на млади, мислам стварно нема потреба 20 годинишни машки атлети или рекреативци кои што се бават со спорт имаат 1 кило тестостерон. 1,5 кило. И Мислам, наредното лето а не направи стомаш и понаредното ќе направи. Не е едножно нема кос. потреба од тоа, апсолутно не знам Секоја година има лето. Нека не се секира. Апсолутно. Ај мажи, и ај не е само тестостерон, ама мене секогаш многу ме интересирало, а многу тешко можам да најдам материјал за учење за женската физиологија, посебно хормонално Тоа е многу гледано. голем проблем исто така. И- Таа е тема што треба да се разговара. И пробувам сега да ја отворам.
ти си искусна многу, посебно на најврвното ниво на перформанс во овој спорт. Сигурно имаш страшна контрола врз собствените, се познаваш себе си, сигурно многу Апсолутно. добро, кои хормони, како, што, посебно што си жена, посебно што треба да играш, најверојатно се многу покомплицирани хормонски процеси. Сега знам дека ова цела наука, ама еве, ја да признам, мислам дека сум многу лаик тука, од што немам од кај да научам, и сега ќе ти искористам тебе да пробаш да ми доловиш во твојот спорт на тоа ниво, ај рекреативци више на страна. Да, На тие екстремни така. нивоа веќе, тоа бркање на оној пикот што се случува можеби само 2 дена у годината, кои се тие екстреми, пробај да ми ги доловиш од хормонски аспект и како успеваш баланс, може и нема поента у ова прашање тука. Да. Баланс и нема, ама пак си здрава, пак не си, знаеш, Епа- делуваш многу здраво. Како ти го, Фала Богу, сум здрава. како ја играш таа игра? Тоа е прво пред се искуство, познавање исто на тренерот кој што работи со тебе е многу важно. Нашата взаемна комуникација за некои нешта кои што мене лично ми се случуваат, ја што ги се чувствувам или тој приметува дека мене ми се случуваат. Има пример некако да ми доловиш? Има да има Хормонски, низ, што има ти се низа, случува? низа примери. Самиот спорт е многу екстремен. Значи ние Да. ги доведуваме мастите на многу ниско ниво. Поготово што женските хормони, естрогенот функционира со масти. Значи нашиот процент на масти е повисок природно. Да, неопходен е за да има Неопходен е. регулација на хормоните. Јас во ниеден момент сум имала некои моменти на почетокот кога не сум имала познавање во сето тоа, можеби погрешна комуникација со тренерот или тренерот не бил спремен да ме води мене како жена, не ги познава женските хормони и тој систем бидејќи работел претходно со машки, што нема врска, не е тоа некаква И кривица што се јас случувало? се случувало да циклусот кој што го добиваме ние месечен не смееш да го пореметиш. Секој спортист, пливачките, пауерлифтерки, без разлика на се, бидејќи телото кога работиш ти нешто се фокусира само на тоа. И јаниците се затвараат и може да се намали менструацијата или да прескокне кога си во надпреварувачки подготовки, посебно непосредно пред такмичењето. Да речеме дали е пливање, дали е мојот спорт, зборам генерално за секој спорт кој што бара свој екстреми за да може да се постигне тоа што треба да се постигне. Тоа се вика спортска менструација. И е сосема нормално кај жените кои што се надпреваруваат. Спортска менструација Да. е да е намалена или да некогаш се прескокне? На тоа мислеше? Тоа некогаш е кога си непосредно пред надпревар. Да не се ама случува тоа е кратко, чест. се работи за денови, Така, да, збориме во текот на годината треба да добиваш редовен циклус. Сам тоа е многу важно. Јасно. Не е здраво, не е нормално ти да го немаш циклус од 7, 8, 10 месеци како што се случува со некои надпреварувачки, а поготово некои што користат многу сериозни Или ставаат и блокатори за да не добијат месец. Да. Има и тоа, така? Има некои екстреми У женскиот што спорт. не ги разбирам, да. Зошто би сакале да не добиваат? Што Има- добиваат они со тоа? Па, Да заради нема Мачно има ќе добијат прв ден. Не, сигурно има нешто плюс. Надуеност, зголемени масти, за- формата не може да е Да не им задржува да не течност. задржува вода, нервоза, Енергетски има се други. енергетски, да. И за да го тестостерон, добие да, тоа, Им они се се благо. они се волни да рипаат менструации. Да, мислам секакви екстреми има што има верува има атлети, има луѓе, има и дури рекреативци што би направиле толку многу екстремни работи за да постигнат нешто што сакаат да го постигнат, што за мене нема поента. По цена на здравје за Цена на слика да стави. здравјето, се да, стомаш. бидејќи здравјето е најважно. Што најверојатно Апсолутно. може да се постигне и на друг начин, само Може. малку потрпеливо. Апсолутно. Поспоро, да. Не смееме да го дозволиме тоа. Јас во ниеден момент, јас преку текот на целата година циклусот ми е редовен и добивам редовна менструација.
ми се случува некогаш имав сега некои прашања направено на Инстаграм, после надпреварот и баш имав прашање од страна на девојчиња кои што се рекреативки. Јас можам да видам од Инстаграм профилот, бидејќи кога ме прашуваат, гледам кој ме Така? прашува, дали си се соочила некогаш со губење на менструација. Еднашка сум ја направила таа грешка на своите почетоци и никогаш повеќе. Точно знам што е проблемот и повеќе нема да го направам никогаш. Од тогаш па натаму за сите овие 15 години, како јас еве 10 се надпреварувам, јас си добивам редовна менструација. Ретко знае така да ми прескокне, да ми се поднамали малце пред надпревар, бидејќи тоа е природен процес, телото се фокусира само на тоа што го правиш. Имаш екстремни тренинзи, исхраната, мастите ги намалуваме на пониско ниво, зборам мастите од исхраната, телесните масти се намалуваат и е сосема нормално да се случи тоа, ама тоа е многу кратко. Затоа треба веднаш, потоа има каква диета треба да се држи, се вика reverse diet или обратна диета, кај што ќе зголемиш повисоко ниво на масти, хидратите уште не ги качуваш нагло, бидејќи дигестивниот систем не може да го издржи тоа после толку екстремни нули што ги викаме ние, без јагле-хидрати, и си има тоа како полека се враќаат хормоните во баланс. Значи, не смееш ништо од тоа да отстапиш. Исто така сум видела тренери. Конкретно сега зборевме со бугарскиот председател на нивната федерација, многу ми е интересен човекот и си споделуваме вакви некои работи на надпреварување вако го удиме, знаење, искуство, што мисли дека поише би ми направил да не ми прави задршка на вода, некои билкови, имало диуретици кои што не се мислам тие се сосема здрави и нормални, од бил на аптека дека може да се пијат, нели, и месец дена пред и месец дена после, да не нагло да не задржуваш вода од кога ќе почнеш со нормална храна и такви некои интересни работи кои што се големо искуство и една голема лекција. Значи праксата го прави своето, затоа викам искуството нема ништо вака ова е црно-бело на папир напишано, теоретичар и јас не сакам ништо, ако не го пробаш тоа ништо. Сум слушнала и од него и од други луѓе. Кога ќе споделиме дека има тренери што на жените им дават по 20 грама масти да јадат. Знаеш ли што се 20 грама масти? Тоа многу малку е тоа. Значи ништо, тоа е 20 грама бадеми, как така. 25 толку. од прилика, толку не. Толку. Са ти во текот на денот. 20 грама бадеми се 4-5 бадеми. 5-6 бадема е тоа. Со која цел? Со цел да се постигне одредена форма, што викам јас, ненормален кондишенинг. На нулата. Да, меѓутоа тоа е сериозно голема цена за здравјето. Жените апсолутно во никој случај не сме да ги спуштат на тоа ниво мастите. Прво ради циклусот, второ ние кога ќе влеземе во менопауза, коските нас ни патат од тоа намален естроген. И на мажите, не само на жените. Остеопороза, свети кртка, свете боли, ти се тријат тука колковите, не можеш, значи не, јас ако не сум орна, да имам елан за вежбање и подвижна, сега нормално некогаш ми е малце тешко кога ќе ги намалам хидратите од диетата, ама тоа апсолутно нема врска со ова. Сам буквално си убиен, јас не можам и да замислам бидејќи никогаш не сум го направила тоа. Може ли за тренинг делот да збориме малце? Може, апсолутно. Верувам дека вежбаш кроз цела година. И сега има ли, како не ММА кампови, им закажува борба за 12 недели и тие 4 месеца се хаос од вежбање, дека они не вежбаат претходно. Дали е тоа и во бодибилдинг случајот? Ти вежбаш, сега знаеш дека имаш некој такмичење 12 недели покасно и дали тука се не 12 неделна програма, али дали се прави код некој 12 неделен циклус? Да, помеѓу 12 и 15 недели толку трае едно спремање од дојде пик, па дилот вик, па за толку е 3 месеца. толку. Завршната фаза пред нас. Цела, па не, тогаш почнуваш од онаа точка на ние што викаме кога нели качуваш мускулна маса или си off season и кога завршуваш со off season. тоа е балкинг. Или балкинг или некој импрувмент Што ти фали, што ти фали, зависи кој на колку му треба. И после индивидуално. тие 12 недели.
Да, еве day one од preparation за ова задњево, како изгледа? Почнуваме надпреварувањето, пример, да речеме Го знаеш каде, да. Нашето сега се темпираме, нашето е државното за квалификации за европско е на тој и тој датум, после следи балканско па европско. Првата форма секогаш не е најдобра, нормално со цел. Контрола на балканското, да речеме. На балканското е секако подобра и веќе пика европското. Значи Така. тоа е пик week. Кога ти треба, Како се состои еден ден тренирање на нозе, на пример? Многу ме интересира. да речеме кога Килажи, сето и повтори. пред да почнам оваа сезона, јас си правам и чучеме со 100, со 100 и нешто кила, со помалце повторувања. Одамна сум го намалила но и јак интензитет како на почеток, не сакам да се повредам, нема поента, има мускули доволно е. Одам на некои принципи повеќе на техники на работа и после почнуваме на што треба да се фокусирам јас. Мене конкретно требаше квадрицепсиве сега многу да ми се сепарираат, повеќе од тоа што треба. И решивме дека кога почнувам нели со програмава, нека ќе вежбам квадрицепс 2 пати неделно. Јас вежбам нозе 3 пати неделно. Колку си воспалена многу? Не си толку. Не сум така воспалена, меѓутоа се осеќам цело време дека нешто се случува, да. За квадрицепс. За квадрицепсите, да. Понеделник и петок ми се квадрицепси, правам 5 до 6 вежби. Леле. Сепарација значи не ќеш да го зголемиш волуменот, Да, туку бидејќи поединечните мене јас имам доста елементи од да се да се сепарира, да се познава, на одве сите дефиниција глави што на се вика. квадрицепс Да од би се 4. стегна. Како го постигнуваш тоа? Тренерот ми одредува на што треба да обрне внимание, како да ги правам чучневите. Тоа се техники, дали со затворени нозе, со широки. Естогрес, вније до пола. Да, овој пат ми рече дека треба малце да ги отворам, бидејќи треба да се обрне внимание на едната глава повеќе на квадрицепсот, дека на почетокот правам шут и на крајот на целиот тренинг правам уште еднашка шут, како пета вежба. Значи, Справата шут. Да, бидејќи Јасно, е јасно. изолациона вежба. Да. Во првиот дел ја користам повеќе како да го загреам мускулот за чучњевите и за пресата и за тие вежби што следат после тоа. Правам задршки, значи стојам по 2-3 секунди нели во контракција, па ги враќам назад, па правам со нели со задршка на 2 пати, на 2 нивоа, па правам негативни повторувања, спуштањата се спори, такви тие се. техники што се убиствени, Тие се тие што горат. Да, тие се тие што горат. Така изгледа целово спремање. И сега можете да замислите дека јас вежбам нозе денеска, наредниот ден вежбам грб, пример, со бицепс и задно рамо, и сега наредниот ден треба пак да вежбам Пак задно нешто. ложе и задни членки. Како и да е квадрицепсот го активираш по дефолт. Како изгледа? Се што те замислиш го прави. И тоа која е нозе, квадрицепс се вежба посебно. Не нозе. Да, да. А Изолира. пропратно јадењево со ова, Пропратно е колку оброци, количина и што? помеѓу 4 и 6 оброка имам, во зависност од колку... Што збориш? Да. Јас, конкретно 5 оптимално, така да кажам. Пилешки стеку најава, јајца, Јас мисирки не јадам најмногу, Мисирки? а и пилешкин добро, јајца, протеин, зелено, ми се осеќам како крава, искрено. со броколи комбинација со тие, Броколи не можам да гледам наискрено, малце ми се така... знака хевин зелена никогаш. салат. Тиквичкива ми се number one оваа сезона. Тиквици, салата зелена, се што е зелено. буквално. Значи хидрати преку исклучува преку зеленчко. И тоа зелен само зеленчко. Такви, нели, преку... Орис, не? Ориз, да, во првиот циклус е првиот месец, значи као што Добро, пред почнуваме, крај, да велја. речам тогаш јадам 200 грами агрохидрати, што е супер, одлично. После ги намалувам на 150, па на 100 ги намалувам и пратиме форма. Значи нема правило сега правиме ова, сега правиме. Аха. Секоја недела во понеделник јас се собликувам во бикини, позирам и ја праќам на тренерот. И он ми вика, ми праќа листа за цела недела. Ова ќе го правиш наредната недела, толку масти, толку хидрати, толку протеини. Така колку Окативно само. Да, затоа што јас сум веќе искусна и знам точно што правам. Да, да. Со се тренинзите вежбите. Со се тренизите вежбите, тие си ги определуваме за целиот циклус како ќе течат. Сега ако нешто
има не забележиме дека треба негде промена и тука правиме промена исто и во тренингот, ама генерално е тоа. Али недела за недела иде овој процес. Да, и кога се спушта внесот на јагле хидрати, се намалува по дефолт тренингот, интензитетот, телото ти си го осеќаш, не можеш да правиш ти мускули тука, во никој случај, само се одржаваш, трошиш, нели Кондишенинг. кондишенинг, ама кондишенинг. во дефицит, кога се Да. само телото да трошиш повеќе и кардиото исто е дозирано. И сега имаме на многу смешна работа што ми се случи во оваа целова. Пишувајќи се така на Инстаграм, кардиото прво ми беше 3 пати неделно. Паметно се прави кардиото, бидејќи сите мислат дека со кардио се слабе, не е точно. Зона 2 тераш само споро оние степери тие шеми. Споро кон средно темпо. Зависи колку време. Ако правам 30 минути, малце ќе заврзам. Ако е 50 до сати нешто. Да, лабавица. така, полабаво, да, нормално. Има некои атлети што прават хит кардио, 10-15 минути. Интересно. Меѓутоа не на секој тоа одговара. Конкретно мене тоа ме троши комплетно Троши, да. и мускулите Ко немаше хидрати плюс. да, малце е тоа нож со 2 оштрици и затоа одиме безбедно како што треба вака, како што нели. Ај покрај тренингов и исхрана, мама. Чекај, смешното не го кажа. Па тоа А, се извини. пишува програмата за оваа недела за кардио. Со се и сега имавме една ротација на хидрати, тоа го правиме најчесто последните 2 месеца. Во превоз значи, сега пример, мене конкретно како ми беше 3 дена, 2 дена не јадам хидрати, сум на нули, еден ден несувам 100 грама. И пак, ротација кај жените мора да е природно помал внесот на хидрати. Мажите повеќе јадат, хормоните се тоа нормално, поише масти имаме ние, апсолутно е нормално. Комплетно што јас не користам никакви сериозни хемии. Дополнително мажите користат Ваѓа тестостерон, да, и нормално телото многу побрзо ги конвертира сите тие хидрати и така натака. И може, значи, подобро тоа да се потроши, да се распореди и така. Жените се друга приказна, затоа пак ќе кажам дека мора, значи, тренерот комплетно да го познава, да ги познава женските хормони, женското тело, дека не е исто и не може да е исто, апсолутно. Смешкава е дека јас, кога ја отворив програмава, имаше ротација на јаглени хидрати и ротација на кардиото со минутажа. Пример, 40, 50, 40 или 30, така некако беше, сега не се ни сеќавам во моментов. И јас како што сум ги читала, не знам што сум видела, дали нешто сум сгрешила и си правам и одиме на едно отварање на еден другар, отвараше вежбална теретана. И формата, леле, браво, супер, нешто, ајде, спремна си, муабети околу тоа, тука беше и тренеров. И јас викам, леле, стварно, оваа година, викам, како се осеќам дури поспремна порано отколку другата или веќе квалитетот си дошол до израз, па нормално дека се чувствувам поспремна, викам со оглед на тоа колку помалце кардио правам оваа година, викам тоа е супер. И како што го кажав тоа, вака ми се врти тренерот и ми вика, како мислиш помалце кардио правиш? А колку кардио правиш? Чекај, стоп. И јас му кажувам и он вика, Катерина, 30, 40, 50, 0. Тој ден не правиш. И после продолжуваш, ми вика. А ти кај нула А јас застануваш? кај 0 застанувам. Али формата се догурала што? И јас, леле, кога ме удри една паника. Ја и прво се смеев. Колку недели пропушти од кардио? Па тоа така 2-3 недели течеше, да речеме. Едно 6 сесии. И многу е смирен тренерот, председателов на федерацијава наша, многу добар пристап има, сериозен тренер е, психолошката состојба како може да го хендла тоа, да го вози, поготово со жени, мислам стварно с крај да многу. Да, ама посебно е Чекај, он само со жени работи или? Не работи со машки, него сакам да кажам посебен челендж е тоа, дали Не, со различен пол. Многу интересно, да, многу. Али не знам дали ќе се сложиш, со жени е многу полесно да Полесно, работиш него полесно, со маж. полесно. Немаат его.
У таа смисла Да. со егото. Мажи, чекај бе, јас ќе дигнам сега. И за не. тоа ќе ви кажам. А жена слуша. Дури ти вика, добре да проми помалце. Така. А машко ќе ти Жената каже ќе да се даjem. расплаче. Тешко ми е хормони Да. Нешто јас ќе ти се налутам, ќе ти се развикам и ти знаеш на што си. Значи, ова не го кажувам јас, туку го кажувам Машко. Од таа страна е конкретно тренер, вика, мене ми е со жени полесно бидејќи вие ќе јас кога ќе те видам, он вака само не гледа. Дојде ми вака. Чекај да видам, добра си? Добра си. Нешто не си ми добра. И онма не знае што се случува бидејќи психолошката стабилност е многу важна во тие моменти дека влијаат на формата многу. И на скроз до крај како ќе се изгура се и како ќе се презентираш на самата бина, на сигурноста, на се. И викаат дека мажите кјутат, не кажуваат, од его, му се лоши, не кажува. Он е муж, треба да сгреши трпи. нешто, другиот му е крив, ова ми направи, тоа ми направи, вака ми направи, така ми направи. Дополнително, А оној колку крена. Да. мажите на по него појде. Ја можам шо. мажите по природа Да, јадат тој ќе му повеќе, даде. се понервозни, Да, потешко ги терат тие нули. Другиот надпреварувач и машки бе буквално ги водев вака прошлата година за рака. Ајде влези тука десно, лево и се смеевме, значи скроз си изгубени, скроз комплетно, значи. Ми викаше еден од надпреварувачите сега. Чекај да те прашам нешто. Што ти е на тебе? Ја викам зашто? Од кај ти е оваа енергија? Не седна бе човек, јас сум како мртов, не можам да одам, не можам да те гледам, се умарам што те гледам. Ние сме друг фазон, не знам. Леле, јако е. Полесно го Јасно, преврдувам. јасно, да. Мислам дека раѓаме, дека тоа е скроз апсолутно поврзано пак со хормоните и со Сигурно, да. Ама и сте по... па машко кога ќе се разволи Женско. што прави? умира го тоа крај. Па ета, таа е 3705, така е бе, така е. Максимално се Не ме значите согласувам. погрешно Максимално се согласувам. Покрај исхранава и вежбањево. Кој не прати бодибилдинг, не знам, многу битен дел е позирањето. О, нај. Да не речам нај, затоа што ти ако немаш добро позирање, нема како нели тренингот да го покажеш пред судиите. Како и каде тоа се тренира у Македонија, кај нас сум гледал 1000 документарци за Фил Хит, за Кај Грин, за компанија за овие. Они Кај Грин, мислам, у балетско студио одеш. Кај Грин и Фил Хит во балетско студио, Арнолд исто имаше, така, да. некое не беше балетско, ама танцово студио. Да, да. Кај се прави тоа кај нас? Примаат ли? Кај нас, Имаат ли разбирање? Не знам. кај нас немало Како? нешто такво никогаш. Самиот тренер што е искусен ти ги покажува позирањата кои што ти треба да ги вежбаш. Ја конкретно сум одела на некои семинари и сум си изнајмувала приватни поузинг тренери на самите надпревари, кои што знам дека се добри. Тоа надвор има, значи, таа. Има, да, и сум работела со нив за да ми укажат на грешките кои што ги правам во мојот поузинг. И помагат го крати патот. Многу. Ако си поискусен надпреварувач, конкретно лани на европско, јас со една сесија многу работи променив. Ако си тазен на почеток, треба да вежбаш. Многу важен дел е, може многу да те зезне неколку места подале, може да те зезне да не влезеш ни у финале и така натака. Не само делот дека ти го покажуваш тоа што си го работел, туку дека ги криеш и своите мани, сите ги имаме. Тие фори. Да. На некој позата му лежи на еден начин, некојот сака малце, да речеме во нашата предна поза, рацете се нели се отвараат на страна, латисимусот се отвара, треба струкот да е стегнат и финтата во позата е да издишиш. Кога ќе издишиш, струкот уште повеќе се стечува, грбот излегува до израз и тука флексорите на квадрицепсот мора да се познаваат, значи за да се Да, и кога ќе издишеш можеш да тоа е контрола на сите мускули одеднашка. Тоа е страшно тешко на бина и има точно протокол како едно по друго се права, за тебе ти дое како пазлото да се чекор 1, чекор 2. Има задникот треба да се вовлече благо назад за да флексурите останат во таа положба, а при тоа да не изгубиш контракцијата во долна квадрицепсот. Мориме.
И А при тоа дехидриран, Тоа дехидриран, треба да не кажеме колку. нашминкан, тој изгледа лудило све и поготово што оваа година на светско беше лудило. Од конкуренција? Или од топло? Од топла од конкуренција и сега рачунете кога ќе излезат 20 души на пина. Тоа се редици вака. Сите world class. Два му редат и сега имаш елиминациона рунда, кај што сите се вртиме од тие quarter turns се викаат. Четврт круг на десно, четврт сите пози. Тоа трае. 15 минути трае сигурно. Значи на не знам Лани Арнолд 15 минути стоите 20 така, стегнати. постојана контракција. Да. И цело време секој тренер кога ги слушаш од страна, јас видео имам на Инстаграм, нозете, не ги пуштај. Јас едно време така кога го слушам Боби кога не суди, ми сиде само речам ни нозе ни ништо си одам од бинава. Стегај. Грчеви се случуваат. Тоа не треба да се случува, грчевите има некогаш кога фаќа помалце, меѓутоа тоа мора да се контролира со претходно колку си пиел вода, како си пиел, тоа исто е многу важно. Ти го контролираш грчот. А, Ти си на граница пред грч. Манипулација на се Леле! преоспалуваат во моментот мускулите од стегање, тоа е изометриска вежба е Па тоа, тоа. да. Изометрија цело време. И тоа е колку и да немаш вода во себе, почуваш да се потиш. Пуштени коси имаме долги, некојаш уметоци тоа за биде елегантно и така натака. Тука Па ве под мачкаат косот- со ние така? Па на мачка Пудра или што е, да. со не со таа Не, мој бојата, па тенот од што згора е. имаме Аха, ко спред. show shine, па имаме она чили, како се вика, hot stuff, па тоа гори дополнително за да ти имаш васкулација погоре. Аха, леле. Тоа рефлектори, насмеан цело време мора тоа, затоа што тука се разликуваат и во елиминационите рунди колку харизма ќе покажеш и колку ќе си А, самоуверен. Ще и на тоа да мислам. Многу, затоа што може кod тебе да има исти уште 5. Да, кај ќе се разликуваш. Пресудно е ти да си различен од нив. Како ќе доловиш ти некој шарм така? Така, позирањето, одењето, Сака да си уживаш во моментот. Имаш и Со, кетвок. со лицето да уживаш тука освен сега. стегањето и кетвок. Затоа се Ти кога ќе излезеш има кетвок, нога пред нога, ги гледаш судиите, рацете како ги движиш, тие се балитските моменти кои што и на мажите треба да обрнат внимание, прстите како ги ставаш, колку си самоуверен, тие транзиции во поза, Се кога се флуидни. вртиш. а бараш ај контакт, бараш Цело време некоја ти си цело во постојан контакт со Со судиите, судија. со сите суди. Ги гледаш од почеток до крај кога одиме во ред. Пример, јас сум свртена ваму, одам во ред една позади друга, јас цело време сум со главата и се смеам на судиите. Да, не гледаш напред. бараш, ловиш и така некоја енергија. Кокетираш како- буквално. Буквално кокетираш Така, со судиите. секоја ситница. Стварно, значи Да. го има тој Го има, момент. го има, да. Да како демек хемија сега со некој да кликнеш тука Апсолутно. да го И уловиш. тука е моментот. И кога ќе заврши елиминационата рунда, те викаат за полуфинале. Тоа се првите 10 надпреварувачки. Тука пак имаш споредување од тие 10. Исто толку траат долго колку што траеле претходно. Кога ќе заврши тоа, има финале, првите 6, топ 6 се вика тоа, излагаат секој во слободен поузинг. Тоа е малце послободно во однос на позите кои што се задолжителни, ти си правиш некој слободен поузинг. кореографијата како тука малку. Да, тука треба исто добро представување, бидејќи тука својата индивидуалност ја представуваш. И кога ќе заврши тоа, уште еднаш кога се споредуваат 6 надпреварувачки и после прогласување. Сега на светско и на Арнолд, бидејќи имаше ненормално многу такмичари, значи страшна бројка, се наби целиот редослед. И они за да го скратат, за да не се суди, имаше вечери до 2 кога судеа судиите, вечерта. До се Тоа е пајле страшно. два. Да. За да се скрати целиот процес, они многу голема грешка направија. Не качуваат на бина сите 20, елиминација прават во моментот и додека траат, додека целиот овој процес е на бината тука без да се симнеш. Ние се тресевме кога излеговме од таму. Им оди брзо, нема концентрација, ни вака им поминуваат, кој попрво да видат, немаше Не. кога да се суди. И тука настануваат тие некои грешки. Тоа е еден од најголемите проблеми. Што се случува, 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 што se 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 случ
Јас на мојот лајф има кај еден судија станува и му збори на другиот, се слуша дека тука се снима нешто и вика look at Katarina, she will be in first three. Okay, at least top 6. Yes, и они се зборат меѓу нив. Што збориш? Да, и завршува тоа, мене ме ставаат во втор колаут. Втор колаут е, имаш прв колаут, тие што ги како народски кажано ги таксаат за први 6, меѓутоа не е тоа пресудно, може некој втор колаут да влезе во прв колаут, па после трети така натака. Јас легов во втор. Ако си се нели допозирав како што треба се до крај, дојде позади, требаше малку време, дојде да не викнат, прво ме викна како да ќе влезам во финал, I'm so sorry not you, не тој број, ја викна таа што беше до мене пред мене. Зашто што се десило? Таа исто од вторија извлечка? Од втор? Исто, да. Искрено, според моето око, јас пак да не ќам да бидам субјективна. Ова беше мислење на суди. Ова не е моje мислење, а како моje мислење беше многу дебела, со најпросто кажано, замрсен, замастен. Мрсна беше, да, немаше некоја генетика, нешто вау, и мислам дека требаше јас да бидам во првите 6. Јас бев 7, со 3 бода ми бегаше и тука беше маката голема. Јас ја почитувам и таа атлета и сите ја поминувам истата мака, апсолутно не ќам да зборам така и да звучам. Меѓутоа тука се тие некои детали на кои што Ми сте компетиторс на крајот на денот, те боли и тебе, ти сакаш да влезеш шансата. Апсолутно, јас ке пукнев од мака кога видов дека така за 2-3 бода бегаме. Мислам тоа беше стварно, ми требаше време да го сварам малце. Не сум љутка, сум сериозен спортист, апсолутно рака дам на сите. Таа што беше прва, многу ми се бендиса, беше многу. А да влезеш у 6 ќе позиравте пак? Да, имаш уште една шанса. Јас не мора да значи како бидам 6. Јасно е тоа да тебе. бидам и А понапред. ако си вака си 7 100% и Да, затоа што тука имало некој пропус на така, на неконцентрација, на не знам, имаше малци според мене некои суди што прв пат ги гледам од некои земји, од Саут Африка, од Нигерија, од не знам, од некако поценувам ова како земја, не зборам апсолутно. Да, ама не прв пат. некој е погрешно, не, него тие не биле на толку такмичења така. и не биле присутни многу често на вакви надпреварувања. Немаат судиско искуство, не може Апсолутно, он како што да... сега јас и лесна ги гледам грешка, некои ама. суди Се што се најдеш. поздравувам на сите надпреварување. Што си ги знам по име и презиме, значи кога ќе ги видам и на тоа ми е фацата што ќе видам, тоа е тој судија што треба да суди на такво такмичење. Затоа според мене и според многу тренери и таму искусни професионалци кои што се треба да има постојан ист панел. Значи пошто тоа трае временски, тие 4-5 панела да се тие суди и да се менуваат тие. Истите секој пат да нема бегање драстично секоја година, ние да не знаеме што да правиме. Да, малце вија менјаат. Да, исто им би било добро да има за жените тежина, за да не отскакаат од рамките на категоријата. Таа е многу голема, ова е да има мала. и тежински категории, сакаш да кажеш? Па машките имаат, женските немаат. Во МТЧ Стварно? жените се мерат. И тоа е супер. Затоа кога ќе ги видиш, тие сите се тука, само кондишенингот, после го пратиш генетика и така на симетрија тоа. А се тука кај нас едната е огромна, а другата е како за бикини, за не знам која категорија. И не можеш крајот да го фатиш. И Има после некоја најава дека ќе воведа такви промени? нема Ти мене најава. многу логички ми звучи дека Многу така е треба логички, да... ова беше предлог на еден многу искусен тренер од турската репрезентација. Многу, значи Томас што Топчев. спрема извадено сериозни атлети, зборам, стварно сериозни. И он беше револтиран за неговиот надпреварач, кој што јас кога го видов дента пред такмичење беше со страшно болен кондишенинг. Мислам, дечкото беше вау, како да кажам, и беше пети, комплетно нефер, генетика лудило.
Имаше повеќе така поплаки на самото такмичење, баш поради тоа се што идеше брзо, како малце беше... Нели некако може да го структурираат бројот на надпреварувачи, некои критериуми кои Секогаш по се прават 20 да грешки има. и секогаш ете после тоа има Не име прв пат има. конференции, заседанија кај што сите од Да се знае, 20 такмичари, таа категорија 15, ова условите се тие, ако не А ги не условиш, можеш нема да ги влез. условиш, не можеш да ги условиш на бројка, ама можеш да ги условиш и со некои вакви работи. А па да не се па 38. Е па може да имаш еден ден плюс. И тоа е точно, да. Да, и после убрзање се греши, те оштетуваат тебе и тој дечко. Се греши и самите судии се уморни. Јас не викам тоа е страшно тешко, ако ќе излезат 20 девојки. А ја не знам око треба да суди. Кој да гледам попрво, што има многу добри. Рачуне дека тие се сите шампионки и шампиони на својата земја. Ај Македонија е помала земја да Но речеме. пак, Ама па ти рачуне од Турција. Деле Турција стварно. на еден надпревар, тоа е како се европско првенство. Јас во Романија кога бев на еден романски куп, европски исто кој што е нашиот Diamond Hercules, таму имаше Гранд При Романија. И дента пред Гранд Прито имаше државно првенство на Романија и беше повикан нашиот председател да суди како судија, поканен. И ние бевме гледавме. Знаете ли колку надпреварувачи имаше во една категорија? Па по 15, по 20. Лесно петорица нормално. може да одат. Значи тоа е европско првенство. Сами си го Кај прават. нас јас скоро најчесто излагам сама. Зборам за нашето државно, бидејќи во боди фитнес скоро никој не се надпреварува. Ето Да. лани искочив се на девојка, слушнав дека оваа година можеби уште една ќе се спрема, што е малце по тешка категорија, бидејќи се бара кондишнинг, мускули и така натаму. Бикините се поактуелни, бидејќи таа е категорија кај што не може... Помалку жртва бара. Па да, реално да, полесна категорија затоа што не кем да подценувам, се си има своја тежина, апсолутно. Не станува збор за тоа и тоа па струкот треба да е мал, не јадат многу, тоа се секо барбеки тенки, има некенска категорија. И тоа е на свој начин тешко да се одржи исто така. Меѓутоа, во однос на тренинг и на исхрана е далеко од тоа што јас го правам и погоре тие бодибилдинг женски, па не сакам и се сам тоа што е. Ова е тоа разочарувањето што некаде на почеток на ноември имаше така прилично емотивна објава, имаше пишано. Да. Ова е поврзано со тоа или Ова е поврзано со тоа. Сега не знам дали беше за Арнолд или за светско, за двете можеби беше истата приказна. Ајде за Арнолд пак ќе кажам дека не ми е толку голем шок, бидејќи тоа е куп и таму знаат и да се менуваат некои такви критериуми, меѓутоа треба да кажат. Тука бараме поекстремен кондишнинг, за на светско и на европско се знае. Покутоа што се прават и допинг контроли и така натака и не можеш ти да изгледаш да си горила на сериозен допинг, а од друга страна ми викаш ќе ти правам допинг контрола и категорија вака треба да изгледа, така да изгледа, значи си има тоа како што рековме, судиската одлука беше таа, нема да плачеме, прифаќаме се. Видувањето мое и на другите суди и колеги, тренери беше таа, од целокупното надпреварување, не за мене само конкретно, сумирано, се скрати и позирањето, што не е убаво, бидејќи ти така се представуваш и тие четврт круговите, квартертенсот и индивидуалното позирање се, беше, ти вика само излези цек. И тоа ти е настапот тебе стварно. Да, тоа практично ти правиш импровизација во моментот. И сега ако не си толку искусен атлета, нема да се представиш како што треба. Многу голема улога игра тоа, затоа така наставно течеше како што течеше. ми одлета. Само што го мислев нештата. За емотивната Да, имаше нешто сакаше поврзано со тоа. Па да, дека и самата кажуваше и знаеме многу е важна и емотивната состојба, кога го зборевме со хормоните и спремањето, влијае на физичкото
презентирање на очигледно е, ама ако размислиш кои се механизмите зошто па емотивна состојба би влијала на физичка представа, ама од друга страна е логички, да. И сега ти имаше една прилично емотивна објава и ми звучеше, сега кога те слушам, ми звучиш во исто време и задоволна од сезоната, но и разочарана од сезоната. И сега каде е тој инконсистенси, како се ка се мучам со македонски Неконстантност. Каде е тоа разидување? Позитивна си, ама и разочарана си, имала можеби превисоки цели за годинава, па нереалистични очекувања. Што е дешава? Имав тешка година генерално, така пишува во постот. Зашто и да се фатев, ми одеше многу тешко. Јас многу работи завршив, сериозни, кои што ми се многу важни за работава и приватно, на приватно поле исто така. Некој да ме слуша вака од страна што знае што правев, ќе рече зашто си незадоволна, значи ти многу работи заврши. Тоа е факт, апсолутно. Меѓутоа многу мака видов. Значи почнувајќи од станот што го земав, што го спремав, со мајстори да не ви кажувам со какви проблеми се соочив. Леле, крај, готово. Сега треба да ја реконструирам кујната бидејќи не ми пасува древната внатре фрижидерот и така натака, пак од почеток се. Што веќе се помирив со тоа, а дополнително јас во тој период се спремав за европско. Значи мене фокусот требаше ми биде на тоа, а јас сакав да ги задавам скоро да ги заспиам таму во станот и никош што не се зезам, се шалам, не сум агресивна, само така е зборот. Тоа беше како еден аспект кој што малку ми направи дефокус, да, меѓутоа на европско направивме супер резултат, јас бев први 6-5, што беше вау, исто дека европско е малте некако светско големо такмичење многу. И комплетно сум задоволна, за тоа збор не можам да кажам, како се надевав, некако бев како исплашена малце за тоа што имав доста голем дефокус со тоа што ми се случуваше. Приватно нешто на мајка ми сменуваше фирма, отвараше некоја ординација, незе имаше некои сериозни проблеми кај што морав јас да бидам инволвирана да ја помогнам и тоа беше голем дефокус. Дечковци исто така, значи што и да се беше нешто комплицирано, зашто знаете сите дека кога имате проблеми со љубов така, тоа може многу да ве отклони од патот. Цела епизода ние имаме посветено за тоа. Важноста на relationshipsот во перформансот. Јас некако сум психолошки јака, сум научила со искуство со животот да се носам со некои работи, да можам да ги разграничам тие работи, ама сепак на крајот на денот сум човек и нормално е некогаш и несвесно тие ми влијаат на мене. Направив мала пауза после европско, еден булкинг период од 6 до 8 недели како беше, каде што се освежив доста. На работа останав сама, без вработени, бидејќи многу тешко се наоѓаат на работа, млади, тренери особено. Тренери така натака. И решив дека морам да се посветам јас, бидејќи немаше поинаков начин. Леле, паралелно се спремаш. Паралелно се спремам, а сум по 10 сати во сала, јас не бев ова лето воопшто. Сестра ми живее во Барселона, не ја посетив летово. Мораше така да биде. Дополнително аплицирав на 2 проекта кои што не можам сега да ви најавам, зашто тоа е друга тема на разговор, да, интересна многу, поврзано со ова што го правам како тренер. Проектите се сериозни, бара сериозен ангажман, сериозно инволвирање на повеќе луѓе. Веќе ти се почнати или чекаш одговор? Едниот е веќе скоро реализиран, а другиот сега ќе почне со реализација. До нова година веќе ќе се објави проектот како таков. Нешто ќе се објави, ако. Тизер некој. Ти си знаеш што сакаш да најавиш, тоа е тоа. Друга емисија. Ќе се чекаме, ние ќе се пратиме, ќе се гледаме. Да, и така, тие неколку, тие многу работи што се случија, јас така успеав да се износам со тоа све до крај, никој не ме примети, ниту моите знаеа што се случува, ниту ме прашува, ниту делував дека нешто ми се случува, дури еден многу добар другар како брат што ми е,
Сега од кога му кажав, ми вика добро ти дали си нормално, вика ова све ти сама го правеше. Јас во станот местев цигли сама. Значи никој не можев мајстор да најдам што ќе ми залепи цигли онакви Боже. што ги викаат оние Као украсни пазај телевизор. украсни што се. Да, бе, знам. И ја- Готово, ја јасно. имам лепено така, цигански да. цигли ги викаат. Уствари тоа е Аха. оригинално Не е име. цела цигла, не се- како да, плочка да не е се само, сетиме, тенк. Мајсториве не можам сега, не можам утре, не знам, ваква цена, таква цена, ги снимам Готово, сите скроз ми е тие. јасно. Јасно е све Викам со на каде имам мајсторите. завршено, бива за некои такви работи, ги залепив циглите. После правев некој зид, оној, како се вика, Тапети, да не? бетонски зид. Ла. И се буквално го изгради вака сама станов со две раце. И само викнав еден мајстор што го познавам за фугата да ми ја направи, пошто фуга не сум ставала никогаш да. и он баш се смееше. Типа за најлесното не. Ми вика, да, ми вика, леле, вика, по ја немаше вака ти го направам, дали си нормално и така никои такви работи, што види, сега од оваа гледна точка бе интересни и се, меѓутоа стварно беше голем стрес и за на крајот се спремаш цела година, најдобра форма до сега и на Арнолд и на светско, дури колегите од Србија, од Бугарија, од тие што ме пратат, тренери и така натака што се инволвирани, некој од нив се суди, исто, значи ме пофалија директно дека имам многу голем напредок и дека сум секој пат подобра, што многу ми значи кога ќе слушнеш од страна објективно. Како не, тоа е најважно, дека и си се Да. подобра. Да, А дека они те се- гледаат година за ме година и гледаат да ме гледаат пратиме напред. цело време, да. И колеги, некои колешки и така натака. И кога си излеговме на тие два што ни беа како најприоритетни надпревари годинава, кога се случија некои вакви работи, јас некако така малку искрено се попарив, бидејќи очекував дека бар подобро ќе оди нештото. Не очекував дека не реков дека треба да сум прво место или дека очекував дека тоа е тоа. Очекував да влезам во финале. Значи тоа Јасно. ми беше како таква цел. Лани на Арнолд влегов, сега не влегов, многу ми беше чудно се. А од друга страна, ти што викаш, сега на крај сум сепак задоволна, затоа што јас си честитам. Затоа што го Само за гледаш формата. не го гледаш делото веќе од далечина. Да, за тоа што Делото е го огромно. постигнав со таков притисок и тоа све што го направив, баш кај што стварно ми беше формата најдобра до сега и тоа едноставно не може ништо да ми го смени, ни еден пехар, ни една титула на крајот на денот, тоа е како надпревар помеѓу сам себе. Ама и ти на формата ќе се надоградиш наредната година. Така е. Тоа ова беа сплет на околности што викаме среќа. Као ќе се повторат не пак. те пратела во Пак ли ќе уредуваш стан наредно? Пак ли фирми ги се... Тачно, апсолутно. И Не, скроз ме јас. да, Скроз тоа ме е, јас. среќа треба да те прати дефинитивно да се поклопат сите коцки и тоа Абе, не секако требало ќе дојде. годинава да биде Ова голема не е, работа. Ама едно големо искуство. Многу работи се учат секогаш, значи оваа година посебно и со животов и со надпревари и со се, тоа ме гради дополнително као личност подобра, као тренер, можам јас да укажам на некои грешки, дали ако спремам некој надпреварувач, дали на рекреативци, на вежбачиве. И never give up, тоа е тоа, никако откажување не сме. Повеќе се мотивирам кога имам вакви работи. Да, сега ќе погледнеш назад, зашто никогаш не е ни црно ни бело, негде у средина на работа. Кога победуваш, не си најдобар на светот цело време. Кога губиш, не си најголем лузер цело време. Така. И кога ќе се деса двете, треба малце Па добро, после Арнолд ќе победиш хамбал, кога ќе изгубиш, да не си ја чукаш главата сега му Па така. после Арнолд бев прво место апсолутно на тука на И малце Diamond се- Club, да, ми дадоа круна, така беше многу интересно надпреварувањето, мислам стварно. И баш ми се јави колега еден што работи со мене за што е заштитно лице за Асгард, за бредло за кој што се работувам за суплементи. Хрвате, он беше присутен на самиот натовар, требаше да снимаме некој видео, меѓутоа јас се повлеков бидејќи беше тешко со надпреварот и он дојде да ме гледа и воодушевен беше и самиот тој бидејќи е тренер и спремал надпреварувач и поготово боди фитнес и ми кажа дека многу се воодушевуваат како напредувам и дека тоа е тоа само напред и кога завршив, кога го ставив постот,
Он ми се јави на видеокол. И ми вика, Катерина, шта е проблем? Јас вака седам, викам, а не, готово, прошло ми е. Ел си ти то незадоволна ми? Знаеш ли шта си урадила ово година? Ајде, маш, таму нечу да те чуjem више. Ајде, уживај. И чао. Браво. И така, Ама мислам, и реално е у така. моментот си не си свесна ти. Да. Некое место на Арнолд Класик ти. Не може да сонуваат луѓе да настапат непа место некој да има. Јас тоа го напишав и во постот дека сум председателна што стојам таму рама до рама со сериозни шампионки. За 20 години од сега си кажеш како го правев ова. Да. Ја па незадоволна уште било од место Да, некој. сега и друг муабет слушнав од моите клиентки, сестрата на една од клиентките вежба со тренер, друг мој пријател кој што го познавам и некако случајно паднале на муабет. Јас вежбам ваму, јас вежбам таму и вика јас знам кате како не ја знам многу добро, вика и сме вежбале заедно, вика ние сме вака и приватно се знаеме. Многу ја почитувам како спортист, па знаеш ли она што постигнува? 7 беше на светско. И сега он како ме доживува и сами како тој се пораз? преварува во друга Да. дисциплина. Да. И ми вика сестрата на клиентка ми вика не сакам глас да чујам, вика гледаш како те доживуваат другите, вика тоа е, викам апсолутно јас сум многу задоволна, не сум Јас го разбирам и твојо. Да. Кој ќе втори ќе се осеќаш како лузер, некад втор како најголем победник ќе се осеќаш. Па тоа е тој Зашто си била најспремна во животот што си била. mindset. Да. Тоа е. А наредна година може прва ќе бидеш у новата категорија. Да. Пример. И така. Ти може и да победиш, а за себе си знаеш дека не си у Не ти е најдобра најдоброто, форма, да. И тоа И и пак ќе бидеш разочарана. такви случаеви. И пак ќе бидеш разочарана. И такви Они ќе случаеви. ти ја дадат круната, ама Од- ти ќе си се видиш лани боли бев. да. Импостер mindset. Мене тоа не ми глупост. се случило, меѓутоа на мои колеги и колешки им се има случувано. И стварно е тоа, не знам, мислам дека е дури полошо. Полошо. Многу лошо чувство, а од друга Кој со врски да си победил. Да, Кој не ти е заслужено. Петар Побо изгуби. Да. Апсолутно или не знам, ќе ги фатат на допинг тест и после автоматски кога ќе одзема титулата, тој што бил второ е прво. А не е како тоа да поентата, не? значи Како тој треба Не на треба. пина да биде, Не така? треба, да. Некад. Треба да нема прво. Нема. Да, И што ја тоа и мене сега би ми било изгледа, така. Да речам, М, меѓутоа најважно од се е дека не смеш да дозволиш да те конзумира победата и кога ќе изгубиш. Да. И па тоа е Не тоа. смеш да летнеш во облаци кога ќе победиш. Тоа е правило number one, бидејќи тоа е многу страшно нешто, тоа спортисти сериозни не го прават. Мислам, тоа е многу лошо. После многу можеш да паднеш. Треба хамбл да си останеш до крај. А исто кога ќе изгубиш, не треба да си толку критичен, неблагодарен, бидејќи на крајот на денот што викаме, луѓе умираат секој ден, се разболуваат и не Многу можат полоши работи се случуваат. лоши работи, не можат да вежбаат. Од седмо спречени место се, на Арнолд болешки Класик. се, да. Многу полоши. Ки се да, од 7 место да на светско првенство. Така да тоа го прави правиот спортист. Тоа е она што викаме чемпион менталити. Баш, Треба да знаеш баш. да се носиш со се. Да. Абе, те слушам и искрено сум импресиониран колку многу сфери се потребни за да се дојде до тој перформанс. Те нутриција, те тренинг, те живот, те и во сите сфери си буквално на границата. Буквално ја Да. буткаш границата, обседната си. Значи, ја мислев, јас сум обседнат, ја не сум ништо успоредба со тебе, ми броиш тие недели толку калории, тие недели толку грама, па секоја недела проверуваш, па секој понеделник. Искрено импресиониран сум и стварно се фасцинирам и се восхитувам и драго ми е што има такви атлети што ги буткаат границите, ама морам да те прашам, кога си даваш сама на себе психички одмор? Не планиран одмор, еј сега ми заврши оваа фаза, па имам 2 недели ва. Не. Месец дена да не мислам више на ова. Некако постои ли таков период и оваа кариера што е на толкаво ниво високо? Јас да речеме сега, ајде ќе зборам за последниве 2 години, константно излегувам на секоја сезона и психичкиот одмор, тој што викаш ти, е многу краток.
Како изгледа? Она се случува стварно, не се замарам, бе, 1-2 недели ќе јадам што ќе ми се јаде, ништо. Тоа не може толку многу така баш да се направи, бидејќи не е здраво пред се. Знам, Многу лошо може да си направиш на себе си. ама психички мислиш нема да ти помогне? Треба малце? постепено малце да се оди Ај кон кажи тоа. како изгледа твојот И па се одмор. прави таа обратна диета, кај што ќе се навикне телото на све што си јадел претходно, да се врати водата во телото, бидејќи ја вадиме ние водата неколку пати во сезона и тоа е сериозен шок. И- Па ми звучи на режим Ама некој. мора да се направи тоа. Ќе ти Пак е откаже некој срцето на режим. крај. Значи не знаеш какви случаи во болница завршуваат луѓе. Добро, ти Преплет врати треба да го. добиваат. Ти врати го и после заборави враќам. малку. И после Кога е пицата Да тоа? забораиш. јадам ја спица веднаш после надпревар. И имам еден период кога така си дозволувам некој читинг, нормално. Ама и со тренинг изборам и со живот Ама и не онака можам со... со тренинзи 5 дена одмарам. Лајфстайл ми е менува, јас не можам да живеам без тренинг. Не знам како да ви објаснам. А без... Добро, да. Све те разбираме. Да, Веројатно- може рекреативно си вежба тие 5 дена, валјда. Кога одам на Не структурирано онака да не мериш нешто, да не броиш Па нешто. добро, да тој го- период не мерам, него Ми се така, прави еве, бенч денес. сега Окей, ќе одморам до нареден септември од надпревари. Чекај, тоа е цела Тоа е година. нареден, тоа е Морам, Окей, надпревари. Добро, добро. морам да Ау, тоа е добар психички одмор. морам да го одморам телото, главата и морам да цивилните обврски да се завршат, станман. Тоа мора да се заврши како и да е Чекај, апсолутно. викендица ќе и текне. Да се фокусирам на тоа. Мора да се вежба јако, малце да се качи 2-3 кила мускулна маса, не поише, не ми треба поише. Че пак ќе се подобрува формата. Секако. Браво, Always. човече. Браво. Гледај, за одмор збори и парачуна режим, парачуна. Дориан Јејц, плюс 2 го кила. знаете Дориан Како не Јејц, го јас знам? го запознав лани на Стварно? Muscle Show. Беше да беше он? Слика У сам живо? Уживо, да. Ои. И жена му кога ме виде, чекавме ред пошто и Жена му е во струката или не? Да, жена му е Гал Јејц, она е исто така се превреше во боди фитнес порано. Значи твојата. Во мојата категорија сега е моментално има 45 години, изгледа феноменално. Не се такмичи? Не се направи, има OnlyFans. Ма добро се има. Тоа е бразилка, изгледа совршено. А има таков OnlyFans, зашто сега има OnlyFans и за комедија, има и за овие Како фитнес. како секси фитнес нешто Така, во тој така. фазон што ја уопште не го осудувам, мислам тоа Да е. е жива и здрава. Тој сајт така почнал, ја Да. мислам. Почнал као за било кој креатор, артист, Да. ама после малку Фате. го расшири. И Да, секој Јејц? за тоа што го бива нормално. што ти кажала? И многу се чекаше ридици на сите штандови такви, бидејќи беа сите звезди, а ние имавме онакви пропусници зашто работевме ние на нашиот Асгар штанд и не пушта да влеземе да се Преко ред. сликаме, баш кај мојот колега од Хрватска Стјепан Урса, не знам дали го пратите на Инстаграм. Исто е он е Special Forces специјалец и воено заштитно лице за Асгар, тренер е така натака, многу интересна фаца, има еден интересен настап. Сегде може да влезе, значи нема шанси да не го пуштиш. Кај не знам, кај америчкиот председател да отиде Белова куќа ќе влезе без обезбедување. Мислам, толку е харизматичен. И он вика, доаѓате се со мене, вика, тука со обезбедување и само што застанавме, сега тоа нема шанси, тие 200 луѓе чекаат. И Гал вика, I know you. И вака прави на кај мене и јас мислам на друг му се обраќа и се вртам. Жена му на Дориан Јејц. Да. Тебе ти вика. И вика, no, I'm talking to you. И јас викам, вака ја гледам и се зачудив. Вика, те знам од Инстаграм. Викам, како ме знаеш? И после јас се сетив дека една моја многу добра пријателка, најдобра другарка, цело време некако ја постира, она е доста хамбл жена, ете не е така влезена у филм дека е селебрити и позната, ќе сподели нешто. И многу често со мене била другарка и она ме запамтила. Дека викам како е можно и ми искоментира, знам дека се надпреваруваш, формата ти е многу добра, зашто се спремаш сега и тоа беше страшна мотивација, бидејќи тогаш да Што сакаш за поеш? секој куп се спремам. Да. Ама како ми збориш, ја имав прашање за женски идоли. Во машкиот бодибилдинг
има премногу и историски имиња. Меинстрим се знаат, Те да. Арнолд, те Јейтс, те Мейтс. Еве на И ќе те прашав дали Погледнам. ти окей, ја даде и некако Да. пример, ама можеби и порано во почетоците на кариерата или општо дали во женскиот бодибилдинг како спорт Апсолутно. постојат некои легенди жени Постојат. да ти биле како идоли низ цел живот. Оти ја не ги знам, те молам наброј ги, оти сакам да знам. Повеќе сум се мотивирала од машкиве идоли, што викам. Стварно? Сега кога сум почнала пред 10 години, да речеме со надпреварување, имам и женски идоли кои што сега се моментално актуелни. Некои си помлади од мене, ама имаат, например, Синди Гилон, така мислам дека и беше презимето, што е Мис Олимпија на Мистер Олимпија. Во мојава категорија Figure се вика во NPC. Е зверка, значи она е, не знам дали 7 пат, мислам дека 7 титула ја. Рекордерка некоја Рекордерка. како А така историска легенда као Арнолд во машкиот све што Арнолд, што е? што има брейктру женскиот бодибилдинг направи. Не сум ги пратила многу жените, повеќе мажите. Океј, се оваа што ја спомна. Што ја прави неа различна од тебе, дека викаш во иста категорија, е? Да. Само figure ја викаат. Па да, и таа боди фитнес во се ја викаме стугаме истата категорија Figure, да. Сега ако си вака самокритична да речеме и ти се гледаш до неа и двете сте една до друга. Дали ние обичните гледачи би виделе разлика? И што ти гледаш разлика кога се споредуваш ета со таа што ја Па викаш дека тоа е е легенда? генерално неспоредливо зашто таа самата лига по себе си бара, како што рековме, многу повеќе мускули, многу повеќе кондишнинг. Вака гледано од интернет не можеш да кажеш и јас кога ќе видам некои атлети на Инстаграм што се надпреварувам со нив и што стојам на бина со нив, многу е различно кога ќе застанеш до нив и кога ќе се споредат ни И која се форма. форма. Прво, самата таа е многу пониска од мене. Аха, Да речеме 1,60 и нешто, може и пониска да е, така ја проценувам, са не знам точно која висина е, јас сум 1,175. Она има предност или ти? Па секако пониските, Пониските. Што кај полесно. мажите имаше некоја полесно 1,70 треба да е. или визуелно личи дека е визуелно поголемо. личи по топчесто телото, по Да. скурите изгледаат и затоа нас ни треба многу повеќе работа на повисоките луѓе, ама па долга нога кога ќе излезе на бина, исто така е многу. Па да, во женскиот свет па тоа би. Во женскиот свет исто е да изработена долга нога, исто тоа многу се цени. Неспоредливо е. Професионална лига, светлосни години, сериозен тим стои таму. Да, она не лепи плочки пред настап. Сериозни, да. Тренинг и лежење, тренинг и лежење. Јас лепам плочки. Ама И озбилно. мачкам колеги со Ама со така е, ваѓаче за што? надпревар таму. Американка е таа? Ма ти преска кога го Американка е и раскажуваше башка тоа. е црнкиња. Да се разбереме, таа генетика знаете како е. Ама самата, нели, оноа, Извинете. сепарација го викаш. Страшно. Само тен по дефолт. вие се мачкате за да сте потемни, зошто? За Затоа да што е повеќе визуелно се визуелно, гледат, бидејќи кога ќе застанеш со сенките, рефлектор, ово оно, сенките може да се она ти е По дефолт. по дефолт Ама се сепарација. мачкат и они. Се мачка Се мачка да сија нешто, ама не дека мачка, шо мачка, не мачка Мачка темно. боја, мачка тен, да, се мачка зашо се изедначува така неправилности кожата едно друго. А бојата да е по рамномерна, Да, да треба нема сите да се нешто намачкани, флеки. тоа е правило. Аха. Правило. Е, Ај да сакаш не може да намачкан да не искочиш. може. И за бојата некојаш може да те судат ако не ти е како што треба. Многу темна, многу светла. Да. Не Ти е убаво добро, или ако ти се намачкана. растече, ти викаат не си извадил водата, течеш. Тоа е како негативно исто. Па да, доказ. Да, не ти убава бојата, не ти убава презентацијата, шминката ти е дизастер, штиклите имаме ние, платформата не сме да е повеќе од сантим и пола. На овие на NPC има огромна на професионалките. Си тие за правила. Да, ти Задникот се треба да менјат. е пола покриен.
не е дозволено кај нас танга во нашата категорија. И кај нив и кај вас? И во МПС? Не, Кај нив што може. сакаш може. Во МПС тие се модерейт се вика, тој е отвор на бикините и тоа е поотворено од нашиот. Како збориш ми личи дека многу полегитимна нивна страна на федерацијава. Мене па ми звучи Па не е легитимна, баш не. амерички. Амерички? Све тера и до екстрем. Све е до екстрема, Све е да. до екстрем. Да. Све е до Тура и екстрема. штикли, вади, Ама танки. сигурно и поише пари има. Многу се подценува пошто самата знаете како си терат како некој маркетинг. Самата EFBB Европскава федерација е сериозно многу конкурентна. Не може тоа никако во никој случај да се подцени, бидејќи сами некои атлети што одат таму, понатака што се одлучува за NPC, излагаат од тука. Така да, ама таму Тоа се парите све е, сакам да ама се. Сакаш Све ти е ако сакаш политика. можеш да идеш у таа Да, федерација. ама не може да се врати. Да. Да. Не може, нема назад. Све е политика. Тоа е една голема политика и некоја војна која што нема врска со реалности, со спортот. 40 години двајца се одвоиле. Се скарале. Стварно, да, апсолутно не е. Сепак, зашо би одела се јас? Искрено, јас сепак сакам да останам жена. Јас не би сакала да изгледам Да, тоа е трейд-оф, што го како прифаќаш што- или не? Да. Ми беше чалендж едно време, сум сакала и сум мислела и уште не сум ни на чисто со тоа. Што понатаму ќе се случува, меѓутоа тоа е моето мислење и на многу мои колешки. Имаше лани моја колешка која што беше светска шампионка. Страшно голем потенцијал. Значи сериозна атлета, сериозен кондишенинг донесе и на балканско и на европско. Многу добро, мислам стварно ептен. После тоа што има 30 години и се дивам ептен. И кога дојде на европско, 6 ја стави. Јас бев 5, она беше 6. Многу се изнервира. Зашо ни кажа дека е кондишенингот too much. Too much. Што многу си спремна, што Too much, За таа како што ти категорија? викам дека обратно. на граница кај што Така, ќе така. придеш како во друга категорија. Она била за категорија горе. Не знам, треба да се одлучат самите они. Леле. Да, што се бара, како се бара и на што треба да се работи. Мене беше криво бидејќи она изгледа како за NPC. Реално како за NPC изгледа. Тој кондишенинг го донесе на европско. И ја ставија многу ја казнија. Претера со казнувањето. Не требаше да стават 6, може да стават по први 3. Тоа е мое мислење. Казната доста беше таа. Ова беше претеризано и стварно е фрустрирачки, она се изнервира. И еве сега цела година паузира, се спрема за NPC за да излезе таму во таа федерација и Таму си ја примаат без проблем. ќе си се преферли таму и ќе си работи таму. Друга исто многу талентирана колешка, нешто ја суспендираат, јас кој ја прашав дали некојаш би одела во NPC, она истото ми го потврди, ми рече кога ќе ја завршам паузава од 2 години, јас вика се враќам тука, јас сепак тој кондишенинг не го сакам и сакам да изгледам како жена. Пробала не бива. Да, не дека во NPC нема такви атлети, дека не се женствени и така натака, не се сметува погрешно. Меѓутоа мислам дека е too much за здравието. Реално. Има ли атлетки се вика? Женски атлети. Женски атлети што се враќаат во спортот после бременост? Охо, многу. Значи многу тука Конкретно влијание морам нема. да ја спомнам Гета Бега, Гентијан. Леле, еве ми ја пишана да прашам која е Која Гета беше Бега. таа? Не знам, ја видов кај коуч Ѓоровски, кај Да. твојот тренер, ја видов Гета Бега, наредно ми беше тоа да те Гета прашам. е една феноменална особа на која што и се дивам. Светски, европски, Светски, европски Арнолд. Арнолд, први злата. Неколкократен, значи, збориме Од шампион. каде е? Која е? Ге- Која е Гета Бега?
Гета Бега е Гета Бега е една година, мислам дека постара од мене, дали има 40 или 41, Добро. така нешто. Родена е во Косово, моментално се надпреварува за Албанската федерација. Аха, окей. Да. Ја спрема Бован Ѓуровски, коуч. Твојот тренер? Мојот тренер, да. Ние така сме поврзани некако, она се спрема во велнес категоријата, како наш мојава колешка Мери. И чекај, неа ја спомна заради темава со бременост. Да, Она се- бидејќи има 3 деца. 3? Да, Не. 3 деца. Ја реков едно дете има Отвори да видиш. Гета Бега. Лани на европско, Како? не лани, И пак за- викам и- лани. На европско Киркај се надпреваруваше во Тинс. колкава ќерка има? Па дали е 16 или 17 едната. Нема Добро, држете онако е за збор. 40, значи Тоа има на 24. Да, таква некоја возраст, преубава е, Браво. бидејќи Гета е многу убава жена, мислам, Киркава личи на незе, преубава и она освои 101 место, тие се една релативно нова категорија, сега ја измислија со некои халјини. Интересна е Овие така за млади тинеџерските девојки. категории? Не е само тинеџерска, во Аха, сите не. има тинеџерски, има и возрастни мастерси А, во таа окей. категорија, ама таа е интересна, искачаат во некои хаљини како бикини изгледа, така Окей. е помека категоријата и баш може да се излезе некој млад атлета и беше преубава и освои прво место. И беше интересно како мајката и кирката заедно се спремат. И на Гета пример сопругот е. постојано ги прати и ги поддржува во се. Они како тим перфектно функционираат. Воедно сме станати многу добри пријатели низ годиниве. Она е страшно избалансирана, смирена. Немам зборови, прав атлета. Се соочува со секаков притисок, постојано е насмеана, прав шампион. Живее и тренира во Косово? Или не таму, веќе? да, и плюс дополнително е професорка на универзитет на ДИВ таму во Приштина? мислам дека Косовскиот Пришина, ДИВ. да, мислам. Да. Да, значи јако. многу јако. Браво. Да, мене ме воодушевува, она ми е како да кажам Еден од еден идолите. од идолите, да, што и многу драго што ја познам и веќе сме пријатели и така се дружиме на Неколку сите кратен, такмичи. светски, европски, злата, Арнолд, злата, све. Ама бе со 3 деца, како бе ма? 3 деца Ја има, тргнав за тренерот малку да се информирам, да видам и за федерацијата, дека е председател и сакав знаеш малку да се информирам Да, за да. тие работи и го видов него со неа Да, сега беа на медитеранско надпреварување И- заедно. и кликам на неа и на профилов искачаат онака Титули, медали, викам се. И за тоа еве последно прашање ми беше кој е. Јас Гета кога Бега. во моите почетоци на надпреварувањето, она беше во екот на кариерата, тогаш освајаше, направи растур. Додека си раѓала. Значи цело време Она другите се тренира, помали раѓа, деца, ама продолжува. да, знам, 3 деца има и секоја чест како функционираат и затоа нема, кој ќе ми каже некој нема време, не можам да направам менаџмент, не Не, знам готово, како, све мислам ми ова е одговори. крај, не сакам никој да го слушам веќе. Да. Океј, јас како И пример без ја кажам. примеров неизин. Да, Камоли по. камоли, Да, мислам да, ова е Не ти е стварно да. Леле Кате, фала ти многу ја пак и ти кажам, ме импресионираат атлети што ги буткаат границите. Фала што сподели приказни, па се најдобро. Ништо чекаме, фала и на вас. чекаме како што ме оди слушавте. понатак. Фала ти, се гледаме следна прилика. Гледаме. Поздрав, чао. Чао. Чао.